Дали Ахмадија халифатот е диктатура? Едноставниот одговор не. Тоа не е диктатура. Ова прашање доаѓа од два типа на луѓе. Оние кои се религиозни и оние кои не се религиозни. Ако религиозните луѓе го поставуваат ова прашање, тогаш ова прашање или ова тврдење едноставно ќе се однесува на секој друг пратеник што некогаш постоел и на секој од нивните наследници, бидејќи нашиот систем на халифат не се разликува од Божите упатства што ги следат. Кога нерелигиозни лица го поставуваат ова прашање, тогаш тоа треба да најде на разбирање, а треба да се објасни дека кога зборуваме за организација на религијата, за жал, низ целиот свет е оставен впечаток дека во организираната религија немате право на слобода да правите што сакате, туку мора да следите одредени правила и прописи. Вие сте обврзани со многу закони и кога во равенката ќе се вклучи водач, тоа наметнува уште поголема загриженост. Затоа, на таквите нерелигиозни лица треба да им биде јасно дека кога го прифаќаме халифата, тоа го правиме по своја слободна волја. Кога даваме заклетва на верност на халифата, наветениот Месија алейхи селам, ние не само што се заколнуваме на верност на халифата, наветениот Месија алейхи селам, туку всушност се заколнуваме во нашата верност на семокниот Бог. И тоа го правиме по своја слободна волја. Нема присила и не може да има присила за да дадете заклетва каква што давате. Понатаму, второто нешто што треба да го знаеме е дека диктатор е некој чиј збор, волја или желба се извршуваат без никакво противење и ставање по знак прашалник. Никој не смее да го оспори или да го доведе во прашање, а луѓето имаат тенденција да го прифатат онаков каков што е, а диктаторот пак не дозволува никому да даде каков било предлог или сугестија. Но гледаме дека Ахмадија халифатот ја следи основната исламска забрана, а тоа е дека се консултира за важни прашања. Во дадениот ајет, што се појавува во позадина или во друг ајет, се вели: и нивните работи беа решени со меѓусебно советување. Овој ајет е опис на верниците и можеме да го видиме кај халифатот на ветениот Месија алейхи селам. Тој се советува со разни управни тела кога донесува важни одлуки поврзани со администрацијата на заедницата или за прашања што се поврзани со самата религија. Сега, честниот Куран е комплетен. Исламските учења се комплетни и совршени и не бараат никакво дополнително надополнување. Но причината зошто го имаме халифатот е затоа што имплементацијата на исламските учења во секојдневниот живот бара некаков вид толкување. Затоа, секогаш кога зборуваме за ерата на социјалните медиуми, ерата на интернетот или ерата што ја доживуваме денес, која е ера на глобална пандемија, нам ни е потребен некаков вид толкување и водство при нејзината имплементација. И тоа е нешто што го добиваме од водството дадено од Бог, односно од халифатот на ветениот Месија алейхи селам. Диктаторот нема тенденција да одржува блиски односи со своите следбеници. Тие не одржуваат многу близок однос со своите следбеници, но халифата на ветениот Месија алейхи селам има многу блиска и лична врска со секој ахмади муслиман низ целиот свет. Халифата на ветениот Месија алейхи селам им пишува на своите следбеници, се среќава со нив речиси секој ден и ова е нешто што халифата го прави за да се осигура дека неговите следбеници добро се снаоѓаат и се стремат кон највисоките можни цели во сите сфери на животот. Па дали Ахмадија халифатот е диктаторски? Одговорот е не. Тоа не е диктатура, туку нешто сосема различно од тоа. Ахмадија халифатот има водство што е сосема туѓо за светот, бидејќи нема ништо што може да се поистовети со него, со кое би можел да се спореди во светот, како што го знаеме денес. Но Ахмадија халифатот е нешто што очајно му е потребно на светот.